Благодарам, почитуван колега Мисовски, почитуван председател на Владата на Република Македонија, почитувани представници на Владата на Република Македонија, почитувани колеги, почитувани медиуми. Моите прашања се совпаѓаат и се резултат на контактите со граѓаните кои секојдневно ги имам во мојата канцеларија во општина Бутел. И првото прашање кое што ќе го поставам е наменето до председателот на Владата на Република Македонија. Имено, почитуван, се однесува на процесот на помирување кој што вие го најавивте од оваа говорница и за кој што искрено сметам дека во тој момент покажавте високо разбирање на состојбите и интерес за подобрување, но освен што се случи, да речам, нешто што парцијално реши дел од проблемите, односно од она што беше горливо прашање и кој што и понатаму се провлекува на станите од 27 април, некако процесот на помирување како да беше наменски дизајниран за еден настан, кој значеше и се доживеа како селективна правда, која што заврши со законско решение, и понатаму дали воопшто започна тој процес на помирување или затаа и некаде, но јас лично како пратеник чувствувам дека не само што не се случува тој процес, туку и се продлабочува јазот и овдека меѓу нас, и денес и сега слушнавме од говорница зборови кои што сите нас не вознемируваат и не повредуваат, и некако 27 април како да е едно поле, мегдан, кој што служи за одредени постојано да се има за што да се полемизира и да се продлабочуваат негативните емоции помеѓу нас овдека во законодавниот дом, но за жал тоа се рефлектира и во сите процеси на живење кај нашите граѓани во Република Македонија, именно поларизацијата и политизацијата, мислам дека се подлабоко забраздуваат, затоа што од тоа што се случува овдека меѓу нас има рефлексија и тоа како и преку медиумите пренесена и преку секојдневните активности кои што се случуваат во сите сфери на живењето, така што граѓаните го доживуваат тој процес и незавршен процес кој што и овие денови изминати можевме да видиме за време на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Се уште колеги покажуваат реквизити со кои што биле повредувани, значи дека не е доволен само тој процес кој што се случува во судските во судовите, туку потребно е нешто што вие го најавивте како процес во кој што ќе има откривање, искажување на своите приказни, во кој што ќе имаме соочување, во кој што ќе има покајување, во кој што ќе има простување и помирување, кое што ќе значи продолжување во интерес на она за што сме избрани и за што сме обврзани пред граѓаните на Република Македонија, а не да стоиме постојано во еден вртлок во кој што едноставно никој нема полза, а сите чувствуваме повреденост. Јас лично дури сум изразила и желба да учествувам во еден таков процес кој што ќе биде долг и макотрпен, но кој што ќе рефлектира позитивни исходи, затоа што навистина не сме да се игнорира нешто што постои како една дамка и кој што ни го замаглува действувањето, заради кое што постои овој законодавен дом, именно да решаваме горливи прашања кои што се соочуваат граѓаните. Како на пример, зошто велам дека се рефлектира целокупната оваа ситуација, колку и да ја игнорираме, сепак свесни сме дека поделбата на наши и ваши, на ние и вие, и тоа како се уште постои на терен, и како пример, како аргумент за тоа, јас не знам колку
вам ви се искажани реалните состојби, бидејќи од медиумите гледаме дека за многу работи вие сте в чудо невидени што се прават луѓе кои што сте им дале доверба. Дали вие имате информации дека од образовните институции, каде што за кои што сите се декларираме дека се столб на општеството, се отстранети од работни места на кои што работеле и по 5 години луѓето со образложение кое што имплицитно е дадено дека се припадници на другата опција или дека се видени во некои активности во периодот додека постоеле одредени немири во Република Македонија и тие се нашле во некој контекст да бидат присутни и дека заради тоа го изгубиле правото да продолжат на работно место кое е слободено, на кое што се вработени нови лица, кои што за жал, јас не сум против вработувањето на нови лица, никако да не ме разберете погрешно, но критериумите за вработување и за завршување на работниот ангажман не се во согласност со квалитетите и со професионалноста на луѓето, туку со она што значи за жал натамошна политизација на образовните институции. Колкав е бројот, јас немам во моментов информација, но вие можете да добиете таква информација и би сакала да повикам на преземање на мерки затоа што тие луѓе нема кај да одат, доаѓаат кај нас, се жалат, а ние освен на ваков начин не можеме поинаку да реагираме. Исто така и во една друга сфера, почитуван председателе на владата, имаме и во градинките воспитувачи со високо образование кои повеќе од 2 години работат без решен статус и без никаков надомест, односно надомест некаков преку агенција до висина од 2000 денари еднаш или 2 пати во текот на ова време. Јас и претходно го имам поставено ова прашање и не добив одговор, но сите ние овдека јас носиме одговорноста за тие луѓе кои работат по 8 часа на ден, кои се грижат за повеќе од 30 дечиња и навистина да не им е решен статусот, дека навистина е тоа голем грев, а при тоа да се примени нови лица, исто така да извршуваат исти еднакви работни задачи, но да имаат решен статус и плата. Проверете го тоа и би сакала да добиам одговор за овие прашања. Затоа што луѓето нас не следат и колку и да е болна сета оваа ситуација е добронамерна, бидејќи ние кои што критикуваме искрено сме како вакцина или превенција од одредени вируси несакани последици, така што не треба некој да не пригушува да не можеме да се го искажеме својот став за одредени недоследности, затоа што сме корективано, да не остане и само на тоа дека ние сме си кажале и толку, да се решаваат прашањата и да се повикуваме на нешто што може навистина да го направиме како интервентна програма. Второто прашање ми е за министерот за образование. Не знам дали е тука. Искрено сакам да прашам од толку најавуваните реформи во основното и во средното образование и во високото образование, јас како човек кој што доаѓа од образованието, до денес немам видено ниту почеток на некаква реформа. Само има некакви информации за некои тендери за набавки на учебници, нема ништо од најавените промени со испитот за директор, нема ништо од најавените промени во насока на вреднување на наставниот процес и на основа на тоа обезбедување на поголеми плати на наставниците кои покажуваат поголеми резултати. Имено тоа го имаат како законско право, но се уште не е тоа започнато да се реализира. И исто така и до него што ќе преземе понатаму во насока на подобрување на квалитетот во сите сфери на функционирање на образовниот систем. И последното прашање ни е до министерот за здравство, кој што не е тука, но тука е заменикот. Имено имам бројни проблеми од едно место од каде што доаѓам, Љуботен и љубанци од општината Бутел, кои што се соочуваат и со немање на вода и на основни услови за живот, но овој пат ќе го поставам прашањето за кое што лично сум разговарала и со господинот Филипче за рестартирање на амбулантата во
Љубанци, каде што има објект, но да се обезбедат дополнителни услови, затоа што тие граѓани навистина се изложени на немилост кога се работи за остварување на правото на лекување. А исто така едно прашање кое што ги засега граѓаните на општина Бутел, изградбата на поликлиника на местото на постоечката амбуланта, за која што колеги од сегашната власт, тогашна опозиција, покажуваа фотографии како се распаѓа, таа е распадната, почитувани, и тажна слика е извор на зарази и на болести. Апелирам што побрзо да се преземат такви мерки, па макар и за санација, затоа што проблемите се од многу горлива важност. Благодарам.